Здраво! Лаки со вас. Добродојавте во ново видео, дечки. Како сте? Дали сте добри? Пред се сакам да ми ги искоментирате моите нови влечки, кои што се викат крокодилки. Јас така си ги викам. Значи крокодилки кроксовски и моите бесни гашти. Ама немам стомаш. Видите, умот еден ден кеам на теретани и кеам, небитно. Поздрав во ова видео ќе добија овој човек овде и овој човек овде. Се што треба да направите за поздрав во народно видео е хештег канта. Јајга. Хештег канта. Или да биде уште по-смешно, хештег канта за корпа. Како сте бе луѓе бе, дали сте добри бе луѓе бе, да ево мајка. Како што читате по насловот, 2,5 години од мојата операција. Не е така насловот, али јас така сам да си го кажам. Насловот е мојата прва операција. Да клам Silence Mode. Е сега, што се деси и как стигнав до мојата прва операција, мора да замираме за по да биде драматично. Значи, кога јас требаше да бидам оперисан, мислах оти тоа е најакиот момент во мојот живот и едва го чеках. Е сега, дечки, беше 12 јануар 2018 година, 1 месец, значи 1.2.01.2018. Што значи тоа? 12.1.2018. Јас тој ден требаше да се оперисам, се оперирам фактички. Е сега, што имах проблем, може некој од вас нема да верувате или ќе се смеете или слично или бла бла бла, али сега ќе имате слика од едина слика што ми остана од операцијата е ова. Така да, на што имав операција, фактички што се оперирав? Си го оперисувах курот. Не, да нема сватите погрешка, имах операција на полов орган. Поселячки изразено си го оперисах курот. Не јас, туку ми го оперисаа доктори. Зашо? Заради тоа што имах проблеми со мокрачта, не можев да мочам. Имах таму некој прстен, фазла, некоја фазла кожичка, да не ви објаснам бла бла бла. И кога имах ерекција, кој и сите други мажки, не ми беше нормално, кој што беше и деканих, поради тоа што јас имал сум као некоја си фазла кожа и ми го стегал горниот дел на половиот орган, ми го стеакше усвари. И јас кога да имах ерекција, нели што викат креевање на полов орган, мене ми модреше. Фактички ми беше модер, ми собираше крв, пошто немаше место на дека да, када текам, имаше една кожа што го стеги и не му даваше да оде нагоре и као модер стануваше свекте и као некој викат сунет, али не е сунет, пошто имах, како што ви кажах, проблем со мокрачта, со некоја фазла кожа и плюс тоа коти прстен, че некој што ми ја сопирало ерекцијата. Е сега, што се деси? Јас тоа го дознаев во 7 одделение. Кога, знаеш, почнеш полека да се развие, више као машките е понапредни, бла бла, мастурбирање, порно, бла бла бла, знаете и вие сами. Арно, ама јас дознаев оти не можам тоа да управам кои и сите нормални машки. Мене ме беше страх, а 7 одделение бех јас 2015 година. Не, шо лафам, 2013, ела Джери. 2013 година бех 7 одделение. Години пред мојата операција. Јас дознаях за мојот проблем и мене ми беше страх да кажам дома на моите. Никој од вас ако го има тоа проблем да не му биде страх да каже, обавезно дојде да си решите проблемот, заради тоа што е поарно на време, тоа подобро. Е сега, 7 одделение дознаях за тоа, а на моите им кажах дури во 9-то одделение, мислам или прва година. Да, прва година им кажах и пошто 2016 бех полуматурант, а 2018 сум оперисан. Негде средината на 2017 им кажах веќе кога почнах втора година. И као моите дознаја, мислам јас до тоа што ми беше страх да им кажам, не знаех как да им кажам и шо. И викам као мамо, тато, добро Джери. Иначе Джери, извинете ми мјавке поради тоа што цел ден не јадам, само са бајле јаде и вечерта пија вода, заради тоа што утре носме на кастрација и ветеринарот ми кажа ништо да не идам да јаде и да пија. Ела Джери. Тоа сам јавке грејната, жал ме и на мене, ама што да правам, морам. Пошто утре носме на кастрирање, знаеш да не раѓа и ја вагат матката или јајница, немам појма шо, и не требало да јаде и жал ме сега. И нема врска, се како да кажам, лафик со моите и као окей, ајде ќе биде вака така, ќе имаме на операција во тоа. И јас едва и чеках да се оперисам. Искрено мене, пошто јас никогаш не сум имал страх од дигли, од операции, никогаш не ми се гадило од претајна црева, например на сред операција му ваѓаат органи во тоа, никогаш не ми било гато тоа. Јас едва и чеках да имам операција. И као, а закажаме операцијата 2017 беме на хирург. Не, прво беме на хирург и типот кажа, окей, знаеш, не си вика ти едини со зво проблем, али вике не си ни многу чест поради тоа што ви се и ретки проблеми, така да вике може да закажеме операцијата, ама пошто вике има многу као операции во тоа, може да закажеме за после 2-3 месеца и викме окей, као ај после 2-3 месеца ќе дојме и тоа се удолжи, стана пола година и дојде негде крајот на 2017, негде декември.
Операцията закажаме за 12 януар, пошто до 12 било все пълно као... Добро, Джери! Пошто все било пълно с операции. Ще направиме, дойде денът за операция. Сега, шо е най-интересният дел? Аз един ден пред операцията, фактически на 11 януар, се вселих в болницата, пошто на 12 им беше операцията и там преспах вечерта. Утре дента, кога дойде ред за операция... Утре дента, кога дойде ред за операция... Ял тук. Дента, кога дойде ред за операция, докторите ма взема во едно креветче на тркалца и ма носија во салата за операции. Ми е упна една инекција, опојка или не знам как се вика за спајне и јас не заспах во наредните пола саат можда или 40 минути, а тие наредни пола саат 40 минути се памтам што се дешава. Сега ќе ви кажам што ми се дешава. Тргнувам околу мене тука од дваа страна во памтам. Од мојата десна страна имаше две сестри, до двете сестри стоеше главниот хирург. Пред мене, баш дека што ми завршва, мислам дека што ми са ноите, там стоеше уште един хирург и од дваа страни имаше уште две сестри. Значи 6 души имаше. Имаше пред мене така една зелена крпа, платнена, за да не гледам што се дешава. Арно, ама јас радознал, сега тргнувах крпта да видам што ми прават. И као, знаеш, гол, јот ми клава, знаеш, за да нема печене, не ни памтам, може не беше јот, може ми клава нешто колку да не се усеке од ќе ма сечат или слично. И као печели, и јас као нема печене, еден пат ми кладеа една анестезија. Веќе уопшто да не се усеке болка. Сега шо е најакто? После таа една анестезија ми кладеа уште една, викам, ај знаеш, може с 2 анестезии ќе поминам. Верували или не, јас поминах со 9 анестезии. Зашо 9? 5 анестезии ми опнаа во моите тестиси, да не се изразум селячки јајца, и 4 над половиот орган. Баш ако ти пут препунта, мъжките знаат едно коти одман над таковиќето, коти месо празно, не знам ника се вика тоа, може да е препуна, не знам, ама баш на коската над таковиот, баш там ми опнаа, за да ми се издуе скроз се, да не усекам никаква бол. И јас пробувам да видам од платното, ништо не се гледа, а првата инекција видех. После некое време ма завлече таа инекцијата, не се сеќавах што се дешава, некак се, не знам, коти да ми се заморозува, коти да се свестих. Малце го тргнувам платното и в този момент видувам, не знам как изглеждаше тоа едно така коти железно, коти нож, ама тенок и така ка ми ја сече колаште и крв шприцше и јас така гледам и знаеш таа медицинска сестра ме примети, шо правиш во тоа, тргни се, не гледай, во не е за тебе, затоа таа крпа кладена и као ми фатија ръците ми врзаа со некои си шипки, не знам какви беа за креветот, со некои штипки, в смисла штипки, коти големи штипки ръците и ноите, за да не можем да гледам ни крпта да мрдам ни ништо. И после тоа, коти заспах, ама бех свесен, мислам не свесен, току као сваќаш изгубена свест, ама не сум заспиен. Разбудан, ама се изгубена свест, ако може да кажам. И дури кога ме носија во мојата соба, као во собата дека што треба да престојавам додека сум оперисан, дури тогаш заспах. Отспах, станах вечерта дека 9 саат. Джери, шо е работам? Шо ме? Ми кажа, аме нема сега, не се забави, ајде. Носија во собата, заспах, станах во 9 саат вечерта и од 9 саат вечерта до утре дента 6 сабајлот и трябваше до 6 саат сабајлот да спијам и в 7 да дадат моите да му земат. Од 9 саат вечерта до сабајлот до 6 саат и јас на секој 2 саата станувах. Пример, в 9 заспивам, в 11 станувах. Кеам да се измочам, в 11 саат ќе си легнам, в 1 ќе станам и цело време така до 6 саат сабајлот може 5-6 пата станах. Сега шо е најако. Не можеш да мочиш. Завијан ти е со бинт и сад си конци, учу си шијан. Станувиш и пошто нели те осеќат као фазла која што те, и сега мъжките, не знам колку знаат, таа што е главта на половиот орган, многу пече кога ќе ја чепнеш на голо, на суво. И мен ми се удирше од пижамата и јас не можех да одам. Трябваше да ја држам пижамата така напреди и да си ја подигнам с десната ръка и додек да мочам. Значи, во не е смешно, во е сериозна работа, искрено. И така се мъчих може да месец време додека се измочим убаво како што треба. Значи, месец време ѓаволот го видех. А најмногу што ме измъчи беше кога требаше да се менат конците. И во конците е завојот. Значи, го ваги завојот и ти се заплеткале, ти се загноиле некои конци в завојот, па как го вагиш ти се запекнаве, ти се загнове за коаште конец, па го искубави со се завој, крв, шприце, боле.
2 месеца можех ѓаволот го видех, не можех хубаво да спијам, не можех да мочим, не можех да одам, буквално од дома што се веќе не излевах, затоа пропуштих и 2 месеца од школото, не одех и на школа. Фала Богу, негде март месец почнах полека да заздравам и конците да ми поминават. Фактички, пошто беа органски конци, да ми изгнијават. Джери, ке та залепам една најискрено кажувам, ело тука. Извинејте, стварно и мене ме нервира, али што да правам, јеби го, мора така да држам, и мене ме е жал, али тоа. Така да се, как да кажам, фала Богу се помина, ден денес жив и здрав сум, ништо не ми е, така да истото ќе ви го кажам на вас, ако го имате тоа проблем, не се плашејте, кажете им на вашата дома, одејте на хирург, не е ништо страшно, саат и пол, 2 сата операција, не е ни нешто скъпо, мислам околу 100 евра или 50, не сум сигурен, појма нема пакет за збор. Така да немаше повеќе да ви кажам, ако ви се допадна овој видео, оставете обавезно лайк, комент и субскрайб, коментирайте хештег Канда за Корпа. Заследете ме на Инстаграм @LuckyCarex. Јас немаше повеќе да ви кажам, а ние се гледаме во наредно видео. А до тогаш поздрав сите, имајте убав ден, вечер, без разлика шо. А утре се гледаме со дейли влог како Джери ја носиме на кастрација на ветеринар и успат како ми поминува денот, пошто одамна не сум имал некој дейли влог. Така да се гледаме утре во нов влог. Исто така 9.9. Мојата нова песна е и краток дел од неа. Роба е на пат, ја платив, ми се отвараат врати. Љубомора се болни, а мене ме заболе, види го куров се клати. Браво, јас немаше повеќе да кажам, а ние се гледаме на видео. Поздрав сите, чао!